Ти му отежна на секој водич кој тебе ќе те наследи, о Ебу Бекар. Исламот е вистина ви представува. Драги мои браќа и ценети сестри, замислете дека живеете во Медина меѓу придружниците на пегамберот и наблюдувате како еден човек редовно после сабах намаз станува и си заминува. Ке се запрашате, каде оди овој човек, зошто станува и си заминува? Слушнете го ова кажување, кое се однесува за Омер ради Аллаху анху. Во времето кога Ебу Бекр ради Аллаху анху беше халифа на муслиманите, го наблюдуваше Омер ради Аллаху анху како тој секојдневно после сабах намазот станува и си заминува. Тој секогаш одеше на некој друг пат од сите останати луѓе. Така да Омер стана љубопитен и се прашуваше каде тој заминува. Од преголемата љубопитност одлучи еден ден да го следи Ебу Бекр. Едно утро се одлучи да го следи и се упати позади него и виде како оди кај една стара искршена куќа. И после некое време излегол, се прашуваше што Ебу Бекр тука прави и се упати кон куќата. Затропа на вратата ја отвори една старица. Ја виде старицата и неколку деца кои се играат. Ја поздрави и ја праша за незината ситуација. Таа му одговори дека е една стара и слепа жена и дека дечињата се сирачиња и немаат никој кој за нив ке се грижи. Па Омер ја праша, кој е тој човек што секој ден доаѓа кај тебе? Таа му одговори дека не знае кој е тој човек, тој никогаш не ми го кажа своето име. Па Омер ја праша, што прави тој тука секој ден? Таа му одговори, Аллах да го награди овој човек неизмерно. Тој доаѓа секое утро и ја чисти мојата куќа, ги пери моите ствари, ја меле нашата пченица, пече леп за нас, го спрема нашиот појадок и потоа заминува. Субханаллах! Замислете ова да беше единственото кажување за Ебу Бекр. Би било доволно да ни покаже колку голем човек тој бил. И тоа беше во времето кога тој беше водичот на муслиманите, најважниот човек во неговото време. Но и покрај тоа, тој не ги заборавил слабите и сиромашните. И секое утро одеше кај оваа жена, се грижеше за незините грижи и проблеми, дури и не и кажал кој е тој. И потоа продолжувал со своите должности како водач на муслиманите. Ова е навистина неверојатно. Потоа ја праша Омер, дали тој секој ден доаѓа? Нејзиниот одговор беше, да, тој доаѓа секој ден. Аллах да го награди. Потоа ја прашал тој, дали таа го наплаќа непознатиот човек за неговата работа. Нејзиниот одговор беше, ништо не го наплаќам. Тука почна Омер да плаче и си рече самиот себе си, ти му отежна на секој водич на муслиманите кој тебе ке те наследи, о Ебу Бекр. Тоа беше грижата на Ебу Бекр за неговиот уммет и покрај тоа што беше водич на муслиманите. И имаше голема работа и должност, но не го заборавил поединецот меѓу својот народ. А денес гледаме насекаде околу светот сиромашни, слаби и гладни луѓе. Кој е за нив тука? Кој се грижи за нивните грижи и проблеми? Кој се грижи за нивните ситуации? Тие од задолжените се заборавени и секој мисли само за себе. Зарем Исламот не направил нас како едно тело? Како што објаснал пратеникот саллаллаху алейхи ве селем, верниците се еднакви во нивната љубов, милост и сочувство, еден кон друг, како едно тело. Кога еден дел од него страда, целото тело реагира со несоница и температура. Затоа, мора да ги запознаеме проблемите на нашите браќа и сестри ширум светот и да се грижиме за нивните проблеми и слабости.
isto kako što Ebu Bekr to go napravil za ova slijepa žena.